Што правиш со ова? Па, ти подготвувам изненадување. Не фала. А освен тоа, рафинираното масло е жива болест. Да ставам маргаринче, Уште полош. а да го испржам со свинска маста. И па што да ставам? Еве ова, ладно цедено масло. Еме поздраво, еме повкусно. И треба сосем малку да се стави. Не. Ми го пропасти изненадувањето. Па како ќе крцка ако не е пржано? Ке крцка уште поубаво. Само смртта сака калории. Ова се продукти за кои сме убедени дека се здрави за нас и нашите деца и ги конзумираме секојдневно. Но има една страшна вистина која се крие позади убавиот вкус. Поголемиот дел од овие рецепти се прават од сончогледов рафиниран зејтин, маргарин и животински заситени масти. Сончогледовото рафинирано масло е од растително потекло и не содржи холестерол, но е полн со заситени масти кои кога ќе ги внесеме во телото го активираат лошиот холестерол во нашата крв. Маргаринот е индустријски добиен производ и содржи трансмасти. Овие трансмасти се едни од најголемите тивки убици на денешницата. Предизвикуваат коронарни болести, диабетис, рак и алцхајмерова болест. Растителниот кашкавал е ист таков производ. Мастите од црвеното месо, сирењето и кашкавалот, млекото и сладоледот исто така треба да се сведат на минимум. Рафинирано масло, Пржени лепчиња, шоколаден крем, растителен кашкавал. маргарин. Сите овие продукти треба да се заборават. Ладно цедените масла, маслиновото, маслото од сусам, маслото од лен, од тиква, содржат масни киселини, немаат холестерол и се здрави за срцето. Што ќе правиме денес? Свежа плашица во фурна на дрва со рузмарин, лук и маслиново масло со прилок, млад компир во фурна. Ова е квалитетен избор на масти. Сладководната риба може да биде подеднаква вкусна како и морската, а највкусно е она што е свежо. Знаеме дека нашиот народ си има мерак на макала. Во керамички или мермерен аван се става китка босилек, малку фстаци, бадеми, лук и сечена тиквичка. Обилно налеваме ладно цедено маслиново масло. Толчиме додека не добиеме хомогена смес. Вреди да се инвестира во квалитетно растително масло, ладно цедено. Само таквото масло е корисно за здравието. Погледни каков десерт ќе ти направам. Топчиња од морков. Во полномасно млеко вариме сечкани бадеми, моркови, жолт шекер и стапче цимет. Кога ќе се згусти, правиме топчиња и ги валкаме во мелениот бадем. Бадемот содржи растителни масти кои се исклучително здрави. Сепак, внимателно со количините. А сега е време за прилок од грашок и тиквички со маслиново масло. На загреано ладно цедено маслиново масло динстаме лукче, сува пиперка, сецкана свежа пиперка и тиквичка, сол и бибер. Кога се ќе омекне, додаваме свеж или смрзнат грашок, не го одмрзнуваме и неколку листови зеле, блитва, келј или марула. Прекрасно јадење, подготвено од локални продукти. Оваа храна не содржи масти штетни по човековото здравје. Храната може да биде и отров, и лек. Од вас зависи. Нека трпезата ви стане олтар на домот, а продуктите наоѓајте ги во пребогатиот шпајс на Македонија.